лектира и книги многу и играчки. Јас сакам да ми донесе робот. Подарок. Диносаурус. Јас Дедо Мраз сакам да ми донесе телефон. Па некоја играчка која се вика, една ковичка која се витка. Јас сакам девојчето од чистата месечина. Да. Како изгледа тој? Убаво. Има долга брада, како? Убава. Бел. Па никош да сум го видел дека заспевам дома. Не, ама на слика. Аплаус! Додека се местат нашите ученици. Драга моја, Тина ти спомена на самиот почеток дека имаш изненадување. Па каква емисија би било ова без изненадување, нели? За да започне изненадувањето, ќе побараме сите да бидат малку потивки, бидејќи е време да го најавиме нашиот денешен специјален гостин. Доволно да кажам дека е меѓу редовите на 50 најдобри во светот, и тоа, верувала или не, Спасија наставнички. 50 најдобри во Да, свет. и тоа не се бориме да бидеме најдобра наставничка во светот. Број 1? Да, и се разбира, Спасија ќе најавиш и ти онака како асистент или... Помпезно, спектакуларно. Точно. А може и со музика. Тарам, драги мои, чујте и почујте Весела Богдановик. Аплауз да чујам. Оделенски наставник од Основното училиште Кочарацин, село Ивањевци, општина Могила. Добре ни дојдовте официјално. Добре ни дојдовте и мора да кажеме дека ни е особена чест, бидејќи сте дел од голем одмор и мислам дека сте на вистинското место. Овде е сега момент и време да ни откриете како успеавте да влезете меѓу 50 најдобри наставнички, кои што се уште се борат да една од нив стане најдобрата во светот. Значи, тоа беше отворен конкурс на кој што може да се пријават наставниците и да конкурираат со она што досега го направиле. Значи, не се работеше за пријавување со конкретен проект, туку со целокупниот труд на еден наставник, со целиот профил на личноста на еден наставник и она што го направил во текот на годините, во текот на своето работење. Она што го прикажав пред академијата беа начинот на работа со дечињата, интересните методи, техники кои што ги применувам во работа со нив. Сето тоа снимено во форма на 200 едукативни филмови кои што се бесплатно достапни на сите наставници, работни листови, значи достапни постојано преку моите веб страници. Филмови, И што тоа значи над 200. Над 200, но Да, најважно едукативно. се дека се разбира и ние имаме снимки, ќе ги побараме од режијата за да се запознаат гледачите всушност како изгледа вашата работа, или подобро да речам, вие може би сте исклучителна по наставните средства кои што ги вклучувате во текот на наставата. Тоа е вашата најголема мотивација. Како изгледаат вашите наставни средства? Моите наставни средства, тоа се буквално можам да кажам желбите на дечињата. Желбите на сите дечиња, она што децата ги радува. Идеите ги црпам од нив, она што е нивна потреба, нивна желба. И така знам дека најмногу на тој начин ќе можам да го задржам и привлечам нивното внимание. Еве, например, тоа што беше кокос во боја што го видовме на сликата, тоа беше бел кокос, па со мешање на боите, секундарни бои, добивавме зелената боја и правевме кокос кој што ќе биде подлога за интерактивна математичка приказна. Овде проверувавме како се меша, дали лакот за ногти може да се меша со вода, значи нели шеќер, солова што го правиме, истражувањата што ги правиме. Сега тука имавме еден нов момент, предпоставка дали лакот за ногти може да се меша со вода или не. И тоа беше многу убава активно, затоа што на крајот имавме продукти кои што до ден денес си ги чуваме како теглички за чување на моливчиња на приворот училишен. Ја користиме природната средина околу училиштето, многу често работиме во природа, пренаменуваме различни материјали за да направиме дидактички средства, затоа што во денешно време нели знаеме дека средства се помалку и помалку можат да обезбедат училиштата. Тоа го правиме, значи лично самите изработуваме наставни средства,
во работилници заедно со останати, значи и поголемките ученичиња од училиштето ги вклучуваме, така да целокупната слика на тоа е како една весела приказна. Се што се случува, гледам да се случува преку приказни. Сакам и математиката, и македонскиот јазик, и другите предмети, сето тоа да оди преку приказни кои што самите ние ги твориме. Заедно правиме, значи, нови математички приказни во кои што се среќават Шрек, Дедо Мраз, Фиона, Снежани, седумте џуџиња. Тоа го поставуваме на сцена во училницата и правиме една нова, сосема нова приказна која што има и математички елементи во неа за да биде тоа интегрирано во наставниот процес. Така, споменавме 50 најдобри во кругот во светот, меѓутоа кој оценуваше, кој одлучуваше академијата и да споменеме од кој беше составена впрочем? Па тоа е голем е бројот на научници, истражувачи, има многу интересни имиња во академијата, на пример од представници на фондацијата Бил и Мелинда и Бил Гейтс. Потоа истражувачи од областа на психичкиот развој на децата, многу психолози, почесен предавачи Бил Клинтон, принцот на Норвешка, представници од Советот на лордовите на кралицата на Англија, многу истражувачи кои што се бават точно со развојот на децата, значи како дечињата се развиваат и што е потребно за квалитетен развој на децата, за сестран развој, значи не само за образование и воспитание, растење, созревање. Ние ви ја посакуваме целата среќа, се разбира, онака како што звучите, ми личи дека заслужувате да бидете најдобрата наставничка во светот. А се разбира, верувам дека и вие уживате во новогодишната магија, па имате ли вие посебно лично некоја желба? Дали за 2015 година ваша желба ќе биде исклучиво да бидете прогласена за најнаставник во светот? Бидете кога гледам како наставниците од нашата земја, значи голем број на колеги и од нашата земја и од надвор од нашата земја, голем број на дечиња, голем број на родители го поддржуваат ова што го правам, се радуваат на овој успех, верувајте, значи не знам што би посакала повеќе од